Анализата на статистичките податоци во изминатиот период покажува оти и понатаму актуелни се девијантните појави во ромската етничка заедница во Кочани, особено меѓу малолетниците. Ова беше повод граѓанската советодавна група да одржи работна средба, на која единствена точка на дневниот ред беа токму проблемите што најчесто се забележуваат, како и причините што придонесуваат за овие појави. На средбата покрај членовите на граѓанската советодавна група имаше представници од полициската станица од Кочани, како и од невладините ромски издруженија и од ромската етничка заедница. Главната цел за дискусија на денешната средба беше да поразговараме за безбедносната состојба на подрачјето, претежно на подрачјето каде што живее ромската популација и да ја подобриме воопшто меѓусебната соработка помеѓу полицијата и ромската популација. Беше дискутирано за повеќе теми, за повеќе настани кои што во последниот период се имат случајно на тоа подрачје, за унапредување на нашата соработка и како производ од средбата произлезе и заклучок да одржиме наредна средба и состанок, па мислам дека рековме во вторник во полициска станица Кочани со одредени представници од овие структури со кои што ќе преземеме понатамошни чекори. На состанокот што се одржа во салата на Советот на општината беше речено дека меѓу најкарактеристичните девијантни појави во ромската етничка заедница е користењето и трговијата со наркотични дроги, како и високиот процент на кражби. Загрижувачки е што во најголем број случаи станува збор за деца и повозрастни малолетници кои се вклучени во криминални дејствија, а зашто ќе мора заеднички да се работи подолг период за да се влијае на отстранување на причините што довеле до тоа. Во оваа насока е и новата средба на граѓанската советодавна група со вработените во полицијата што ќе се одржи идната недела.